Знаете на кого ме потсеќа Филипче? На Пабло Ескобар. Памтите она кога до последен здив се бореше да ја зачува својата наркоимперија и покрај тоа што се околу него се распаѓаше. Кутриот уште имаше надеж дека ќе успее да се договори и да ги спаси своите милиони. Моментот кој не знам која гледал серијата Наркос е таму овековечена. Кога останува сам, така и Филипче, оставен е сам. Добро, не сосема сам, со него се Фрчковски јуниор и онаа фигура наречена Жерновски. Околу кокаинот не можам ништо да кажам. Имам некое чувство, но ќе го задржам за себе. Сушност Филипче не е ни политичар, туку човек кој залутал во оваа професија. Човек кој може само да и наштети на оваа држава и кој представува опасност за демократијата. Господине Филипче, не се секирајте вие за Алфа телевизија. Како што гледате, ние сме навикнати на ваквите испади од вашата партија и вас лично. Нашата собственичка структура е чиста како солза и јавно објавена, исто како и нашиот извор на финанси. Телевизијата си живее од реклами и од овербата нашите огласувачи, но и гледачи. И мислам дека Филипче тоа и го боли. Тоа е фактот што за разлика од СДСМ, Алфа телевизија расте. Ние стануваме втора национална телевизија по гледаност. Ете, ние сме втори, а СДСМ четврти. Која е иронија? Што се однесува на унгарско финансирање? Ај нека ја праша неговата подпредседателка. Колку пари на Сорос се дадени во медиумскиот простор во Македонија? Зарем треба сега да подсетуваме на оние фрапантни откритија по доаѓањето на Трамп на власт, кога се отворија фајловите и се виде колку милиони долари преку USAID и Сорос се слеале во Македонија и во медиумите. Тие унгарски пари не ви сметаа.